Еве на вечерва, на последниот ден од оваа кампања, собрани сите заедно да се погледнеме уште еднаш очи во очи. А ние, за разлика од многу други, со чист образ и со чиста душа можеме да ве погледнеме во очи. Сакам посебно да се осврнам дека ова што останува зад нас, не само овие последни 4 години, покажува дека навистина на општините, па и на Македонија, на Скопје особено, е потребно поголемо искуство. Ова што се случува не смее да ни се повторува. Затоа се вклучуваме за да бидеме дел од тие промени кои ќе овозможат на поинаков начин, подостоинствено да ги решаваме проблемите. Јасно е дека луѓето се секаде излажани, изморени од политиката и дека сакаат промени. Ова формално гласање кое кај нас се одвива, за едните или за другите, еве до кај не донесе. Потребно е на гласањето да се размислува, да се избира од понудите, луѓето кои имаат искуство или кандидатите за кои стојат искусни луѓе. Не зад кои стои владата. Влада стоеше и зад сегашното раководство и во скопските општини и во градот Скопје. Затоа ве повикувам во недела на 19 октомври сите да го заокружиме бројот 1 и конечно да станеме промената што сакаме да ја видиме во ова општество. Да заокружиме за достоинствен Карпаш, за достоинствена Скопје, за достоинствена Македонија во каква што сакаме да живееме. Повеќе резултати, помалку изговори. Заокружи број 1 за искуство, за успех.